Живеачката станува изгор скапа, цените се повисоки, а граѓаните се посиромашни. Спиралата на поскапување вртоглаво расте и зема се поголем замав, исто како да е ставена на брза лента. Последното во низата поскапување се цените на мало на сите производи, кои пораснале за дури 5% во однос на истиот период лани, измери Државниот завод за статистика. Пораст на трошоците на живот во август 2021 година во споредба со претходниот месец. Забележан е раст кај свежиот и смрзнатиот зеленчук за 15,8%, сирењето за 1,1%, месото за 0,9%, лебот за 0,7%, млекото за 0,6%, а шеќерот, джемот, медот, чоколадата за 0,3%. Граѓаните буквално вријат по новиот бранд поскапувања, велат и онака истенченото ќе стане уште потешко периодов, па не знаат како ќе го истуркаат месецот кој следува. Тешко е, по 20 издржува. Тоа е. Сите артикли се поскапени. Све е поскапено. Нема што не е поскапено. Зејтинот над 100. Државата прави ли доволно за граѓаните или слабо? Ич не оди рачун. Граѓани бе, што, ние сме глупи. Значи, вие млади у вас верувам. Ова е банда обична, една со друга банда. На кои цени забележувате поскапување вака спиралата драс? На све, од овошје, зеленчук, па за вако место да не правиме муавет више. Така да нема да биде подобро, може да биде полоша само. Предходно поскапе месото за цели 40%, кое само долеа масло на огнот врз онака тешката живеачка. Веќе поскапе зејтинот од 80 на 110 денари, зеленчукот односно пиперките од 90 на 200 денари, лимоните на 120 денари. Дополнителното поскапување на скоро сите производи им создава големи главоболки на граѓаните. Велат дека и така не може да закрпат крај со крај, меѓутоа со низата поскапувања, велат дека стварно не знаат како ќе го преживеат месецот. Колку за илустрација, во цела Европа во пандемија се намали личната потрошувачка, а само во Македонија се зголеми, што наместо да им се помогне, сериозно им се нанесуваат дополнителни главоболки на граѓаните, кои сами по себе не знаат како ќе го истуркаат овој, како што велат, катастрофален период. Инаку во некои европски земји платите го следат растот на инфлацијата со цел за да се спречи осиромашување на граѓаните, што кај нас за жал тоа е само мислена именка.